Република Македонија. Не ми импутирајте се, не дозволувам да ми импутирате глупост. Не. Кога го кажав јас тоа? Какво зборување? За НАТО зборувам. Завршивте, може ја сега да сега ми е зборот за ова знамето што го истакнува. Значи вака. Не може, нема право. Добро. Значи одбивам да прифатам аргументација дека нашиот пат кон Европа е истовремено и пат кон НАТО. Тоа е замајување на јавноста. Постојат земји кои се членки на Европската унија, а не се членки на НАТО. Ги знаете веројатно, а и јавноста да ги знае. Таква е Австрија, таква е Шведска, таква е Финска, таква е Ирска, Малта и Кипар. Зошто ние не би биле седма, која ќе биде членка на Европска унија во перспектива, а не би била членка на НАТО. Да биде членка и следно, еден аспект кој го занемарувате, премногу е... Дозволете ми, јас не ве прекинувам. Значи, еден аспект кој го занемарувате е тоа што НАТО не носи економски просперитет. Не носи. Имено Бугарија во 2004 стана членка на НАТО. Во 2013 ги имаше најголемите социјални протести од кога постои Бугарија, каде што 7 луѓе се само запалија поради социјална беда. И следно, не кажувате дека буџетот, армиски буџет, од 2,5 милиони евра, колку што ни е сега, ќе го зголемиме и веќе го зголемивме на 15 милиони евра. Значи, 6 пати повеќе, наместо да вложуваме во болници, градинки, ние ќе вложуваме во бомби, во авиони, зошто? За да удоволиме на некои империалистички сили кои сакаат да се играат светски полицаи. НАТО го преценира само како воена сила. Апсолутно е тоа. НАТО е воен сојуз. Не е така. Неговиот субстрат беше за да ја заштити од мокината Русија и Варшавскиот пакт. Кога се распадна Варшавскиот пакт, ќе се распадне и НАТО. Дипломатија, и наука, и образование, и имаш војна, нафта, осиромашен ураниум, осиромашни граѓани, тоа. Дефилираат преку 10.000 експерти. И следно, ај кажете ми, Еве Пендаровски, вие сте советник на премиерот, како ќе го советувате? Кој член да се примени при евентуално стапување во НАТО? Член 120 од Уставот или член 121? Оти Пендаровски не знаеш. Еднаш кажува член 120, кој бара задолжителен референдум. Сега се јавни личности кои го пласираат како став. Значи, 120 кој бара задолжителен референдум за стапување во сојуз, што е НАТО ако не воен сојуз, или член 127 кој вели дека е меѓународна организација и може само со председател или влада да склучи договор, тоест да собранието да изгласа резолуција. Значи, дали треба или не треба референдум, тоа ми е прашање. Според мене, ќе ви го кажам одговорот кој. И треба и не треба, затоа што лидерите на власти на опозицијата се изјаснија дека ќе има референдум. Зашто ќе има референдум? Нека има референдум. За НАТО? И каде што Социјалдемократскиот сојуз, кој е позната партија по саботирање на референдуми, ви текнува тој за територијалната поделба, како вика, некои прашања не заслужуваат одговор, ќе ни го потпикне како кукавичко јајце ставот. Дали сте за Република Горна Македонија да влезе во НАТО? Тоа ли е кваката на референдумот? Република Горна Македонија и две у едно, и влез у НАТО и промена на име. Многу паметни ви Пендаровски и советници на премиерот. Ама тоа не поминува, тоа е проблемот. Не поминува.